Во жестока дебата бугарските пратеници со 170 гласа за, 37 против и 21 воздржан го прифатија францускиот предлог со кој сите бугарски барања стануваат преговарачка рамка за почнување на преговорите на Македонија со Европската унија. Со ова Националното собрание му дава мандат на Советот на министри да го прифати францускиот предлог, односно Бугарија ќе го симне ветото за Македонија само под овие услови. Решението е прието с 170 гласа за, против се 37, въздържали се 21. Още веднъж решението е прието. Сепак Народното собрание испорача дополнителни 4 услови пред владата да ја одобри преговарачката рамка, а меѓу кои и вклучување на бугарите во уставот на Македонија, рамноправно со другите народи, но не само во преамбулата, туку и во нормативниот дел. Во дополнението од Демократска Бугарија која помина во собранието, пратениците се согласија и дека ништо во процесот на пристапување на Македонија во Европската унија не може да се толкува како признавање на Република Бугарија за постоење на македонски јазик. Добрососедството останува хоризонтален критериум во текот на процесот на пристапување во Европската унија, за чие спроведување Европската комисија треба да го информира Советот пред секоја меѓувладина конференција. Поранешниот потпредседател на собранието Кристијан Вигенин порача дека сега не било време државата да носи вакви сериозни одлуки, побара преговорите со Македонија да продолжат во следните месеци на ниво на институции, оти Бугарија била земја која не била ограничена со време. Пратениците од партијата Преродба не штедеа на навреди упатени на адреса на Македонија, па отидоа до таму што вела дека Македонија без бугари можела само да гори. Пратеникот на Има таков народ Тошко Јорданов веднаш по одлуката на Народното собрание од собраниската говорница прочита став од лидерот на неговата партија Слави Трифонов, односно порака за оние кои гласаа за. Говоря аз, ще виждате мен, но ще чувате думите на господин Слави Трифонов. Јас ќе зборувам, но вие ќе го слушате, Слави. Имаме нова коалиција, прегрнати се Пеевски, Бојко, Кирил Петков и Христо Иванов. Достоинството и националната самодовреба во мајчина. Ја донесов мојата одлука и денес стана јасно зошто. Претходно Европскиот совет ги повика политичарите во Бугарија да ја исполнат својата европска должност.